Имавме докази, односно изнесовте докази за коруптивна афера во која што е вмешан премиерот и билен председател на ВМРО-ДПМН, но за жал со тие докази вие претрпевте штета. Треба да платите сега 50.000 евра на Груевски. Прво, за какви фалсификати збориме кога тука јавно во оваа наша јавност се поминува некако? Една од причините зашто сме вака настојчиви и упорни е тоа што досега се поминува и никому не му е логично зашто е тоа така. Овој процес со Македонска банка не изгуби Заев. Овој процес со Македонска банка изгуби Груевски. Изгуби Груевски и на среден и на долг рок. Зошто? Уште еднаш покажа колку се нефункционални институциите во системот, односно се комплетно контролирани од власт. За еден предмет, каде што е премиерот против председателот на најголемата опозициона партија. За материјал толку јавно достапен за јавност. Се на повидок. Вака дрско и безобразно да се однесува целиот судски процес, апсолутно е само по себе потврда колку е поклопен системот. Со оваа пресуда, која што падна на основен суд, има две иднини. Едната иднина е уште еднаш јавноста да знае колку е недозволиво забеганоста на институциите, колку тоа нема правда и правна држава. И од другиот дел, апсолутно ова нема да заврши со загубен процес на Заев. До конечните инстанции Страсбур, Груевски ги загуби на процесот заради тоа што и на малите деца, и на најмалку упатените им е јасно. Не може кога ќе го прашате Груевски во својство на сведок и тужител, ваше или не е ваш гласот на аудиолентата, тој вели не одговара. Мора да одговори. Судот тоа го дозволува. Не може да не го викнат круцијалниот сведок Ден Дончев, кој што апсолутно вели на свој трошок. Сам ќе дојдам да сведочам, знаејќи дека најверојатно имам своја инволвираност внатре, под целиот ризик. Доаѓам, не го вика Газдар Нини. Истовремено, аудиоснимката, да не се зима како доказ. Се е јасно. Но во секој случај поентата на целиот овој судски процес, финансиите се пролазна работа, тоа е материјалното. Другиот дел е тоа што уште еднаш Македонија претрпи пораз, кој што се надевам пораз, кој што во брзо време ќе допринесе да ја отрезни целата оваа наша земја. А ние сме тука прво повикани, најодговорни, како најголема опозициона партија, тоа да го убрзаме максимално можно.